Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Денешнава тема гласи основата на нашето верување. Како прво, зошто е создаден човекот? Ние веруваме според Божјото откровение на Светото Писмо, дека човекот е директно создаден од Бог според неговиот лик и сличност, или според неговиот образ. Создаден од земниот прав и Божјиот здив. Човекот беше создаден безгрешен, поседувајќи во себе вистинска мудрост, интелект, волја и морална одговорност пред Бог. Имаме повеќе стихови кои укажуваат на тоа. Во Битие 1 глава 26 стих, во Јаков 3 глава 9 стих, во книгата на Исус Навин 24 глава и така натаму. Во Новиот Завет апостол Павле зборува за целото битие, духот, душата и телото, да бидат зачувани безпрекорни до доаѓањето на Господ Исус Христос. Затоа што човекот има дух, душа и тело. Бог му дал на човекот мудрост и сила, да управува со овој свет и да има контрола над него. Тоа е запишено во 1 Мојсеева книга 2 глава, кога Бог го благослови и му даде овластување. Божјата намера и план за создавање на човекот е да го прослави Бог. Ние не сме создадени да се славиме самите себе, туку да го славиме нашиот Бог Исус Христос. Човекот треба да ужива во заедништвото со Бог и да управува со она што е создадено од Него. Тоа е голема привилегија. Такви стихови може да се најдат низ целата Библија, во Битие 1 глава, Исаија 43 глава, Колосјаните 1 глава и така натаму и така натаму. Но за жал, тоа заедништво се преќина со гревот. Човекот стана бунтовник и затоа ние веруваме дека постои грев кој што го наследивме од првите луѓе Адам и Ева, кога Ева беше излажена од змијата и кога падна во престап. И на тој начин влезе гревот во овој свет. Затоа ние веруваме дека гревот на непослушноста на Адам и Ева беше негов бунт против апсолутниот авторитет на Бог. Човекот сгреши, бидејќи сатаната, ѓаволот, го искуша да се спротивстави на Божјата заповед. Бог му рече од секое дрво во градината, смееш да јадеш, но од оваа дрво за познавање на доброто и на злото не смееш. Но човекот тука падна. И како резултат на тоа, тој се оддалечи од Бог и во истиот миг падна со душа и тело во состојба на смрт. Во Битие 2 глава 17 стих, во Ефесјаните 2 глава 1 стих, апостол Павле зборува на Ефеската црква дека некогаш, односно тие што поверувале во Исус, некогаш биле мртви во нивните престапи и гревови. Тоа истото го пишува и на црквата на Колосјаните. Оддавајќи се на ова искушение, човекот сакаше некако да биде како Бог. И со тој акт, човекот се откажа од господството на Создателот. Така што тој стана виновен пред Бог, подложен на Божјиот гнев и роб на гревот. И бидејќи сите луѓе произлегуваат од потомството на Адам, исто и тие се учесници во отпаѓањето од Бог со крајно оштетена природа. И затоа во Јован 3 глава 6 стих Исус вели: тоа што е родено од тело, тело е, а тоа што е родено од дух, дух е. Со тоа сите луѓе што се раѓаат во грев. Тоа директно имаме таков стих во Стариот Завет, каде што во 50-тиот псалм 7 стих Давид вели: во грев ме зачна мојата мајка. Со гревот што го наследија и што го прават во суштина стануваат деца на гневот. Затоа што Бог е премногу свет и не може да го трпи гревот. И бидејќи во нив, во сите нас е гревот,
Тие се способни и склони да го спроведуваат секое зло ако не се наново родени. Но без разлика што постои грев, Бог најде решение за тој грев. И добро е што Бог го најде вистинското решение. Бог најде можност за спасение од гревот, да ни даде откуп и да не оправда пред Бог. И затоа ние веруваме дека спасението доаѓа исклучиво од Бог преку благодат, врз основа на откупот во Исус Христос, преку неговата пролеана крв на Голгота. Тоа спасение не може да се постигне од самиот човек и не може да се заслужи преку неговите дела. Колку и да се труди човекот, тој со сопствени дела не може да ја задоволи Божјата правда. Тоа е факт. И затоа ние како христијани веруваме дека Бог не може поинаку да го откупи човекот од ужасните последици на неговото паѓање во грев, освен преку целосно задоволство на неговата света правда. Затоа тој уште од вечноста ја предодреди жртвата на помирување преку неговиот единороден син Исус Христос, како што вели апостол Петар. И поради тоа Исус Христос, Синот на живиот Бог, во одредено време од Бог дојде на земјата, во сличност на човечкото грешно тело, за откуп на човечкиот род. Тој покажа совршена послушност со тоа што за нас го исполни целиот закон, кој што ние самите од себе не можевме нималку да го исполниме. Тој се го жртвува неговото тело поради нас. Тој стана проклетство и се изложи на Божјиот гнев и казна за нашите гревови. Затоа ние веруваме дека ова негово дело на вечно и целосно помирување преку Божјиот Син е единствената причина за нашето спасение и дека преку него ни се овозможува простување на сите наши гревови. Ни се овозможува оправдување, вечна правда, вечен живот, избавување од вечна смрт, од силата на ѓаволот и пеколот и фактот дека преку ова откупување добиваме сила да го мразиме гревот и да умреме за него, да го сакаме доброто и да го спроведуваме само доброто. Христос, откупувајќи не преку својата смрт и воскреснувајќи од мртвите, се вознесе на небото и седна од десната страна на Божјото величие. Откако го заврши делото, тој го испрати својот свет дух во нас преку вера во неговото славно откупување. И како вечен првосвештеник, тој сега се моли или се застапува за нас пред Бог Таткото. И според неговото ветување, ќе биде со нас преку сите денови на нашиот живот, до крајот на векот, додека не дојде повторно и времето да не земе во небото каде што пребива тој, во неговото вечно царство. Потоа ние веруваме дека оправдувањето пред Бог е целосно негово дело. Тој ги прогласува праведни сите оние кои преку вера во Исус ќе се покајат од своите гревови. Такви стихови имаме во Лука 13 глава, Римјаните 2 глава 4 стих, 2 Коринтијаните 7 глава, Исаија 55 глава и така натаму. Сите што го препознаваат како нивен спасител и Господ, тој ги откупува. Христовата правда е доволна и не вклучува ниту едно човечко дело. Христос ги зеде нашите гревови врз себе и на сите кои веруваат им ја додели својата праведност. Наново родениот човек е облечен во Христовата правда. И тоа целосна правда, неделумна. Тоа значи дека Бог е праведен и го оправдува секој кој верува во Исус. И затоа тие што се оправдани, тие се наново родени личности. Бидејќи не може да бидат оправдани ако не се наново родени личности преку Светиот Дух. Ние веруваме дека новото раѓање или наново раѓање е надприроден настан
која се случува преку дејството на Светиот Дух. Само преку Светиот Дух човекот може да оживее и да му се даде нов живот и нова природа, станувајќи ново создание, онака како што апостол Павле запишал во 2 Коринтјаните 5 глава 17 стих, велејќи: Кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Наново раѓањето е дело на Светиот Дух. Така што човекот, колку и да е грешен и отпаднат од Бог, преку слушање на Божиот збор и примање на Духот, го воспоставува заедништвото со Бог, кое го изгуби со паѓањето во грев. Прекрасно, зарем не? Кога грешникот ќе се покае и кога преку вера и преку дејството на Светиот Дух ќе го прифати Исус Христос за негов Господ и Спасител, тој се наново раѓа и го започнува новиот живот со Христос и во Христос. Вистинското наново раѓање се потврдува со плодови на покаяние, кои се манифестираат преку правење добри дела, добри нешта. Добрите дела не ги прави нановородената личност со цел да се наново роди, туку тој ги прави од послушност кон Бог. И тој не ги прави за да се наново роди, туку затоа што е наново роден, како што реков. И како резултат на тоа, во него има силна желба природно да ги прави, бидејќи има нова природа создадена од Бог. Добрите дела изобилуваат во верникот во зависност од тоа колку му се предава некој на располагање на Светиот Дух да го води и во послушност кон Божиот збор. Има многу христијани кои не се целосно послушни на Божиот збор. Преку послушноста, верникот расте во верата, расте во вистината и станува се посличен на Христос. Наново раѓањето го води верникот кон свет живот, за да може совршено да го слави Христос, се до неговото второ доаѓање. Откако таквиот е оправдан, знае зошто постои на овој свет, знае дека е грешен, знае дека е помирен со Бог, тој почнува да живее свет живот. Што е тоа светост? Ние веруваме дека секој верник е осветен во Исус Христос, одвоен од светот, за да припадне на Бог преку оправдувањето во Исус Христос. Така што, врз основа на Христовото дело на осветување, се смета целосно свет пред Бог, одвоен од гревот. Во оваа смисла, осветувањето се случува во мигот, кога човекот ќе се наново роди. Со овој чин се оправдува и определува и позицијата пред Бог, доделувајќи му на грешниот човек светост, што никогаш не ја заслужува, ниту ќе ја заслужи. Ова осветување во Христос не треба да се меша со целокупниот или целоживотниот постоен процес на осветување, растејќи во светоста и вистината. Христовата светост се засметува како наша светост. Христијанинот станува свет не затоа што е свет тој, туку затоа што Христос стана светост за него. Затоа ние веруваме дека секој кој е роден од озгора, од небото, преку Светиот Дух, има силна внатрешна потреба да биде послушен на Божиот збор и преку силата на Светиот Дух, кој живее во него, сака да расте во светост, се повеќе и повеќе, за да биде сличен на Исус Христос. Прекрасно е кога знаеме дека сме оспособени за да бидеме свети. Ние веруваме дека наново родената личност е во постојан конфликт и борба со неговата стара природа, која наследи од Адам. Но сепак, треба да се нагласи дека тој како ново создание во Христос, борејќи се против старата природа, секогаш излегува како победник преку силата на Светиот Дух кој живее во него. Како што Павле рекол, вие сте храм на Светиот Дух кој живее во вас. Оваа борба ќе трае додека е жив на земјата. Така што сите изјави досега се за апсолутно искоренување на гревот не се библиски. Кога некој вели, можеш целосно да се ослободиш од гревот во смисла да немаш ниту еден грев.
Победата над гревот е можна само со помошта на Светиот Дух. Светиот Дух дава помош за да можеме да живееме според Божјата волја. Такви стихови има многу во Библијата. Христијанинот е свет во Христос, еднаш за секогаш. Така и оправдувањето, така и спасението. Исто како и оправдувањето ја потврдува истата преку целиот живот, предавајќи му се на Бог одново и одново за осветување. И како таков, кој е наново роден, измерен со Бог, оправдан, тој знае во себе дека е сигурен во своето спасение. Зашто Светиот Дух му сведочи заедно со Неговиот Дух дека е Божјо дете. И затоа ние веруваме дека сите наново родени верници кои се спасени и откупени преку верата се сигурни во поглед на нивното спасение. Такви стихови има многу во Библијата. Во Јован 5 глава, во Римјаните 5 глава, 9 и 10 стих, 31 и 39 стих, во 8 глава, во Ефесјаните 4 глава, 30 стих, Евреите 7 глава, 25 и така натаму и така натаму. Тоа е голема привилегија, почитувани слушатели, за верникот да може да се радува во сигурноста на своето спасение. Но треба да се потенцира дека сигурноста на спасението не му дозволува на верникот да се впушта во секакви гревови, оправдувајќи и надевајќи се дека и да греши тој пак има гаранција за своето спасение. Таквиот може само да се декларира за христијанин, но не е од Божиот спасен народ, кога намерно греши. Тој што го има Светиот Дух е запечатен со него и има гаранција дека тој ќе го одржи за спасение до крајот на неговиот живот според Божјото ветување. Да, Господ направи големо дело. Умре на крстот за нас, не откупи, не измири со Бог Таткото и нека му е слава на Него во сите векови што го направи оваа прекрасно дело за сите нас. Амин.